Домашните производители на свинско месо се загрижени поради падот на цените. Спротивно од тенденцијата на останатите цени, свинското оди во надолна линија, што за нив е секојдневна загуба. Само во последните 7 дена овој вид месо е намалено помеѓу 10 и 20 денари, што за купувачите е добро, но производителите воопшто со ова не се среќни. Така цените во овој момент се следни. Буто е 309 денара, плешката е 290, кармелада 269, рерото 269. Тие цени, свежо свинско месо. Причина за ова е големиот увоз на замрзнато месо, поради што пресметеле производителите. Од ноември до сега тоа е намалено за 20%, тврдат од компанијата Агрија. Производителите на свинско месо се наоѓаат во нетешкиот момент во последните 30 до 40 години. Она што сега мора да се направи е да им се помогне на производителите, затоа што кога една фарма ќе стави клуч на врата, таа тешко пак се обновува. Вели Перо Колевски, собственик на Агрија. Лошиот момент за одгледувачите на свињи го потенцираат и од Асоцијацијата на фармери. Имаме дисбаланс на цените на храната, на месото. Свинското месо падна више на 75 динара. Храната се качи на 18 динара. Лани, да речеме, беше 90 динара свинското месо во овој период. На храната беше 10 динара, ечмено или пчениците, што одат со најголем процент у исхраната на свињите. И сега тука е дали е увозното месо, дали те нешто праве намерно тие цени да видат така, не знаем. Што треба да се направи за да се спаси домашното производство? Замрзнатото месо треба да улева 50% за преработка, а сега не знаеме дали оди за преработка или они 100% увезуваат па продават и како свежо месо. Тоа треба АХВР институциите да преземат малку поголеми контроли. Па директно беме на некој состанок у Министерството за земјоделие, обеќаани дека ќе ни плаќат по 20 денара од кило на продадено жива вага свинско месо и обеќаат дека од догодин до сега взимаме по мајка по 1000 денара, од догодин да бидат по 3000 денари. Дали државата ќе им излезе во пресрет на фермерите е неизвестно, но според нив за пазарот да се избалансира потребно е да се направи и следното. Целата гранка свињарство годишно добива по 20 милиони евра субвенции, што е многу малку во однос на вкупните годишни субвенции од 200 милиони евра. Освен ова, потребно е да се нормализира соодносот помеѓу свинското и јунешкото месо, таков каков што е сега 2,2 килограми свинско месо да бидат еднакви на 1 килограм јунешко, не било никогаш, велат фармерите.